Опозицијската СДСМ обвинува дека власта троши пари за пропаганда и бара итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание, со што ќе се прави оценка на вестите дали се позитивни, негативни или неутрални, и тендерот за анкети и мерење на рейтинг. Бараат парите да се пренаменат за помош за семејствата на загинатите и повредените во пожарот во Кочани. Владата набавува софтвер за да ги оценува вестите на медиумите, дали се позитивни, негативни или се неутрални, а планира да собира податоци и за авторите. Тоа ли се приоритетите на оваа власт? СДСМ бара почитувани итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани. Пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски ја оцени риториката на СДСМ како ефтин популизам. Вели, ако се оди според логиката на социјалдемократите, имотот на Заев во Дубај и хациендата на Венко Филипче на Водно би требало да бидат донирани за Кочани, како одговор на трагедијата. Петрушевски истакна дека таквите политички изјави представуваат ниски страсти и некрофилија и повика итно да престанат. По нивната аналогија, од која на секој нормален му се гади, би требало да ги повикаме целиот имот на Заев во Дубај, стекнат со криминал, да се поклони за донации за Кочани. И целата украдена и криминално стекната хациенда на Венко Филипче, сместена на Водно, исто така да биде поклонета за цели за Кочани. Ваква политика на ниски страсти и некрофилија треба да престане подитно. Ист таков тендер, со иста таква сума одобриле и распишале тие додека биле на власт. Од владеачката ВМРО ДПМН велат дека се работи за комплетно законска постапка која ги опфаќа сите законски аспекти. Нема договарање како што велат во 4 очи и нема провизии како во минатото кога тоа било омилена практика на СДСМ и ДУИ. Во однос на тендерот за прес-клипинг софтверот, од владата велат дека е распишан со цел да се креирале политики за добробит на јавноста и граѓаните и за воочување на грешките во работењето.